Почитуван колега, ви благодарам на говорот, но морам да ви реплицирам бидејќи доста зборевте за култура и морам тука да ве опоменам дека не е така како што зборите, не е си така розаво како што кажувате. Јас само неколку факти ќе ви кажам од овој буџет, че нема политички да коментирам, туку со факти. Ја слушавме министерката неколку пати овие месеци на пресконференции, каде што она велеше дека културата и во време на ковид и во време на криза мора да живее со помош на технологиите, на технологии. И сега, тоа е точно, да, може да се, барем во културата може со дигитализација и со нови технологии да се одржува културата, не е проблем, но во вашиот буџет, односно буџетот од владата, од вашата влада, за купување на опрема, буџетот од лани е помал за 77,87%. А за одржување на опремата исто така е намален за 43,79%. Што значи дека во сите области на културата, библиотека, значи библиотекарство, музичка сценска драма, фолклорна, аудиовизуелна заштита на културно наследство, средствата за купување на опрема, значи за дигитализација, бидејќи тоа подразбира купување на опрема, за да се дигитализира треба да има опрема за дигитализација. Во овој момент нема. Значи се намалени овие средства, што значи дека ова вие што го кажа, зголемување на буџет во култура, да, е зголемен буџетот со оглед на тоа дека има зголемување на платите со новиот колективен договор и со оглед на тоа дека има долгови од минатата година. Значи тука е тоа зголемување на буџетот највидливо и најреализирано, но оние дејности каде што треба да се зголеми буџетот, а токму тоа е за дигитализација, за купување опрема и одржување на истата, тука е драстично намален буџетот. Понатаму, зборевте исто за да, и министерката неколку пати кажува дека ќе се вложува многу во заштита на културното наследство, но за жал и овде буџетот е потврлен, бидејќи не се доволно средства, значи се дадени помалку средства од минатата година за дејноста заштита. Значи јас не зборам сега за институциите при заштита, туку во самата дејност заштита, тоа значи валоризација и ревалоризација на културното наследство, што значи дека и овде не сте баш во право е даден акцент. Ставен е реторички, ќе видиме финансиски не е ставен. Исто така, морам да ви посочам на тоа дека културата е личната карта на една држава и ние преку културата најмногу се представуваме во светот, но за меѓународна дејност во буџет ставката е намалена за минус 65,52%, што значи дека и тука не е внимаван. Ако сме нели за култура, велиме дека треба да се промовира и дека е промотор на една држава и на еден народ. И за крај, само ќе кажам, да, готова сум, дека во време на ковид, имено за културното наследство, Министерството за култура одвои 0 денари. Проверете го тој податок и видите дека сум во право. Навистина со ваквите говори доведувате сите и нас и целото население на Република Македонија во една сериозна когнитивна дисонанца, бидејќи колега, со вашата влада ние не бикаме, ние згаснуваме сериозно. Ви благодарам.